Вести на Каналусу. Без уцени и без притисоци е барањето на локалната самоуправа на Кучани доставено до угостителите на трговските објекти да платат по 6000 денари за учество во Ризовата Бела вечер. Нема место за кревање паника, бидејќи нема да се присилува никој кој не сака да плати, рече на пресконференцијата градоначалникот Димитровски по реакцијата на одредени угостители од трговскиот центар дека треба да платат одредена сума за манифестацијата. Општина Кучани е подготвена да ги реализира активностите околу манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз и Оризовата Бела ноќ, комплетно од сопствениот буџет. Барањето за финансиско вклучување во манифестацијата не е доставено само до угостителите со објекти во трговскиот центар, туку и до други стопанственици од Кучани и од општината се задоволни од одзивот. Манифестацијата ќе се одржи без разлика на тоа колку угостители ќе се вклучат во акцијата, истакна градоначалникот Радко Димитровски на денешната пресконференција по реакцијата на одредени угостители со објекти во трговскиот центар да платат по 6000 денари за вклучување во организирањето на Оризовата Бела ноќ. Сум задоволен од одзивот на компаниите кои што се вклучија. За жал, се створи една фама и нашите стопанственици, нашите како да ги речем, угостители од централното градско подрачје, поедини од нив имаат одбивност спрема оваа акција. Меѓутоа, јас како градоначалник, односно ние како општина, оваа манифестација ќе ја организираме, без обзир дали се тие вклучиле или не се вклучиле. Ние манифестацијата ја организираме за сите граѓани на општина Кочани и за гостите кои што доаѓаат во општина Кочани. И ја организираме на местата каде што изоценуваме дека ќе има најмногу посетители. За сега имаме информации дека има одбивност од одредени угостители во централното градско подрачје. Мислам дека тоа ќе биде надминато и дека тие ќе сватат и дека ќе се вклучат во акцијата. Димитровски беше повикан да одговори на реакцијата на угостителите на трговските објекти кои беа револтирани и непријатно изненадени од барањето на локалната самоуправа на Кочани за нивно финансиско учество во манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Општината бара секој објект да плати по 6000 денари за одржување на Оризовата Бела вечер, барање на кое не се согласуваат угостителите. Во своето излагање Димитровски додаде дека барањето што општината го поднесе до сопствениците е без никакви притисоци и уцени и не гледа причина за револтираност и забуна кај нив. Во своето образложение Димитровски додаде дека за тоа кога и каде ќе се одвиваат активностите од сите манифестации што се организираат во Кочани, проценува општината во зависност од тоа каде ќе се собере повеќе народ и секако од барањето на спонзорите кои се организатори. Сега за Оризовата Бела ноќ проценките се дека заради временските услови најдобро е да се одржи на платото во трговскиот центар и смета дека идејата ќе биде прифатена од сите. Инаку, угостителите и понатаму стојат за тоа дека до одржување на Оризовата Бела ноќ ќе организираат средба меѓу себе, со цел да се договорат што да се прави и како треба да постапат. После одржаната пресконференција на градоначалникот, угостителите велат дека сега им е полесно, кога знаат дека ќе нема притисоци, уцени и казни за оние кои нема финансиски да учествуваат во манифестацијата. Полицијата ќе поднесе кривична пријава против 4 лица од Скопје кои извршиле тешка кражба во туристичката агенција Автоатом во Кочани. Престапниците биле познати исторители на вакви и слични кривични дела. Сефот во туристичката агенција Автоатом во Кочани им бил доволно провокативен на четворица скопјани за да го ограбат и да дојдат до лесна заработувачка. Смислиле план за кражба и истиот го реализирале во средата рано изутрина, при што упаднале во просторијата на агенцијата и ја одзеле металната каса. Без да ја отворат и да проверат што има во неа, ја изнеле надвор и ја натовареле во возилото со кое дошле од Скопје. Сепак, нивниот обид не останал незабележан, па веднаш била известена полицијата која реагирала ефикасно. По брзата интервенција на полицијата, на улицата Димитар Влахов во Кочани извршен е преглед на патничко моторно возило Голф и при извршениот преглед пронајден е одземениот сеф и лишени се од слобода горе наведените лица. Извршен е увид за познаен јавен обвинител и по целосно комплетирање и документирање на кривично правниот настан ќе биде поднесен соодветен поднесок.
По преземените мерки и действија, полицијата ги идентификувала сторителите на кражбата, кои биле приближно на иста возраст. Се работи за 23 годишниот МК, 21 годишниот ЛЛ, 22 годишниот АИ и 24 годишниот КА, сите од Скопје. Според информациите од полицијата, тие веќе се наоѓале во криминалистичката евиденција како познати сторители на вакви и слични кривични дела. Неофицијално, во ограбениот сеф имало сосема мала сума пари и други документи, па и да ја извршеле кражбата без да бидат откриени, престапниците ќе останале со празни раце. Во пожар во Виница целосно изгоре занајчитска работилница. Причината, најверојатно, е неисправна електрична инсталација. Навремената интервенција на пожарникарите спречи голема катастрофа. Пожар избувна утрово во работилница на улицата Ванчо Прке број 36 во Виница. Целосно изгоре вреден алат и друг инвентар, а пеплосана и целата надворешна конструкција. Силниот мирис на изгорено попладнево сведочеше дека катастрофата можела да биде и поголема. Огнените јазици почнале да зафаќаат и дел од кровната конструкција од соседната куќа. Во моментот на настанувањето на пожарот, во домот на семејството Соколови била само сопругата која седела во дневната соба. Најправи настапил краток електричен спој, а потоа и серија мали експлозии. Од нивната јачина напукнале и прозорците од куќата. Дојавата за пожарот во територијалната противпожарна единица во Виница пристигнала во 9 часот и 43 минути. Веднаш излеговме со две возила на лице место на пожарот, при што за брзо време го ставивме под контрола. Тоа негде беше околу 10 минути, а пожарот го ликвидиравме околу 10 часот. Интервенцијата траеше негде околу 1 час и 15 минути, значи интервенирано беше со 2 противпожарни возила и 4 пожарникари. На лице место на пожарот излегли и екипи на Дирекцијата за заштита и спасување и екипа од полициската станица. Дополнителна пресметка треба да ја утврди и висината на материјалната штета, а увидот да даде одговор на причините за настанување на пожарот, иако тие и според сведоштвото упатуваат на неисправна електрична инсталација во занајчиската работилница. На крајот на овој и во почетокот на идниот месец, по 24 пат ќе се одржи манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. На пресконференцијата што се одржа во локалната самоуправа беше презентирана програмата на манифестацијата, што и годинава донесува голем број гости и настани од културата и промоција на кочанското бело злато. Минатогодишната одлука, манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз да трае 2 недели и сите содржини да се концентрираат во тој период се покажала како добра, па таа ќе се примени и годинава. Со тоа се добива континуиран тек на случувањата за да се задржи вниманието на публиката. Програмата за манифестацијата е веќе изготвена од поодамна, а активностите започнуваат неделава. На пресконференцијата што како вовед во случувањата се одржа во локалната самоуправа, беше речено дека се задржува досегашната концепција, односно ќе нема поголеми измени во содржините во однос на досегашните манифестации. И оваа година, како и досега, општината заедно со другите сегменти кои учествуваат во подготовката на оваа манифестација, сме во завршна фаза комплетно и утре, 18 септември, почнуваме со активностите на оваа 24-та манифестација. Главните активности се сведени во последните неколку дена. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимените градови. Гостите ни се овде во четврток, во петок, во сабота, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Димитровски рече дека практиката секоја година завршните активности од манифестацијата да се случуваат во различно населено место е со намера да се мотивираат граѓаните од местните заедници да дадат свој принос, а општината од своја страна го уредува просторот каде што се одвива настанот.
Дел од програмата имала изменет редослед во однос на минатогодишната, за што беше укажано и на пресконференцијата. За разлика од сите претходни години, кога ја имавме жетварската убавица за почеток, оваа година имаме една интересна изложба која што е изложба на уметнички слики од работени од кочански орис и синапово зрно, значи од Снежана Лазарова луна, тоа ќе се случува во етнокуќата, значи и ќе биде проследено со дегустација на специјалитети од орис. Веднаш истиот ден, вечерто, имаме настап на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Скопје во соработка со Домот на културата. Продолжуваме со концертот на Флейти Аулус на 24 септември, значи настан кој што е од класична музика за тој вид на публика. Понатаму имаме изложба на слики од ликовна колонија, ете и ова еден настан кој што го планиравме да биде во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот орис. Правиме едноставно пресек на сите досега одржани ликовни колонии, 4 поред, и ги повикуваме сите учесници и ќе направиме една голема изложба за која што подготвивме и каталог. На пресконференцијата беше најавено и отворањето на изложба на наградени фотографии од Музеот на Македонија, како и настан со поезија, сликање и музика под наслов Младите творат. На 2 октомври ќе се одржи промоција на монографија посветена на кочанскиот орис, како и оризовата Бела вечер, на која ќе настапи Елена Ристеска. На завршната манифестација за зажнеување на оризот, што ќе се случува во Прибачево, ќе биде прогласен и награден најдобриот земјоделец од општината, а гостите ќе ги забавува Евто Пупиновски. За организирањето на сите содржини од овогодишните денови на оризот се очекува да се потрошат околу 1 милион денари од општинскиот буџет, но и со подршка од бизнис секторот. Овие средства се за 3 пати помалку во однос на лани. Во сабота започнува јубилејното 30-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибенско здравоживо. По тој повод, организаторот и локалната самоуправа на Виница одржаа прес на кој беа најавени програмските содржини на фестивалот. Се е подготвено за јубилеот. Истибања денови веќе пулсира во фолклорниот ритам на гостите од Европа и Азија. Во сабота започнува јубилејниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Отворањето е предвидено за сабота на отворената сцена во селото Истибања. Еве направо сме на 30-тото јубилејно издание од меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој што си го најде вистинското место помеѓу фестивалите за фолклор и народни традиции во светот и затоа е единствен фестивал од Република Македонија кој што е во календарите на светските организации и официо. Фестивалот годинава ќе започне во саботата со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во Истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Китка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ Истибања, каде што и секој ансамблот се представи со 2-минутна програма. Во 18 часот и 30 минути е свеченото отворање на фестивалот со интонирање на државната химна и поздравен збор од домаќините и организаторите. А потоа и секој ансамблот се представи со 5-минутна програма. За потоа да се продолжи со Македонската национална вечер, каде што странските учесници беа запознаени со традициите на Македонија и на македонскиот народ. Преку така наречениот фолклорен караван, во неделата ќе се настапи во Македонска каменица, каде што програмата почнува со дефилето во 18 часот и со фестивалската програма во 18 часот и 30 минути. Фолклорниот карван од Истибања ќе продолжи во Македонска каменица, а ќе биде дел и од жетварските обичаи во општината Чешиново Облешево. Вечерните часови од овој интернационален настан се предвидени за организирање национални вечери со презентирање на националното богатство од своите земи. Ансамблот на Турската национална телевизија, ансамбли од Србија, Бугарија, Молдавија, Литванија и далечната Монголија се земјите што ќе бидат учесници на 30-тото јубилејно Истибанско здравоживо. Програмата ќе збогатат и неколкуте ансамбли од Македонија. Од Македонија ќе настапат ансамбли од Битола, од Куманово, од Скопје, од Македонска каменица, од Радовиш, од Богданци, секој домаќин од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Главниот гала настан во Виница е в среда на градскиот плоштад Ангел Винички.
Сите граѓани, љубители на фолклорот, од името на Општина Виница ве покануваме да го проследите настапот на учесниците на јубилејното издание на 30 години фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој ќе се одржи отварање во саботата во 18 часот во Истибања и затварањето на плоштадот Ангел Винички во Виница во среда во 18 часот. И годинава Истибанското здравоживо е под целосно покровителство на локалната самоуправа на Виница и Министерството за култура на Република Македонија. Започна да се гради новото минаре на Кочанската џамија. Градежните работи околу неговата изградба требаше да започнат во февруари годинава, но поради одредени проблеми задоцни изградбата. Сега интензивно се работи на новиот лик на Дуди Ханум џамијата во Кочани. Започнаа градежните активности околу изградбата на новото минаре на Дуди Ханум џамијата во Кочани. Џамискиот одбор за рушање на старото и за изградба на ново минаре одлука донесе уште минатата година по констатацијата дека старото било доста оштетено и може секој момент да се сруши и да дојде до несакани последици. Освен тоа, водата што влегуваше во џамијата правеше проблем и во внатрешноста, така што се појавуваше влага на џамиските внатрешни ѕидови, затоа што минарето беше долепено до неа. Сега се прави на растојание од половина метар од џамијата, за да во иднина нема такви или слични проблеми. Активностите започнаа пред 3 дена, кога работници интензивно работат на неговата изградба. Од сабота се почна да се работи на минарето и сега ќе гледаме завршната фаза додека ќе се дојде, после ќе има изгледот на минарето, како што треба да изгледа минарето. Тоа работниците си работат секој ден и без застој. Значи една е у Кочани, би требало да личи на џамија. Онака лик ќе има сега. После минарето ќе видиме, па нешто други има работи, џамијата има нешто реновирање и се така. Се по нешто ќе се работи, ќе се направи да се личи на џамија. Инаку, за изградба на минарето финансиски помагаат сите верници од муслиманска вероисповед, но и од фирмата од Тетово, која што е изведувач на градежните работи и гради скоро на сите џамии во Македонија. Правично, новото минаре требаше да биде готово до февруари 2015 година, но заради одредени проблеми задоцни неговата изградба. Подобро запознавање со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност, заштита на животната средина и нивното значење е целта на проектот Растеме заедно со екоресурси, како дел од Еразмус Плюс, програмата на Европската комисија. Во проектот е вклучено и основното училиште Раде Кратовче од Кочани. Како резултат на успешно подготвената апликација од страна на Општина Кочани во рамките на Еразмус Плюс програмата на Европската комисија, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го одобри проектот Растеме заедно со екоресурси. Во рамките на проектот покрај Општина Кочани како водечки партнер ќе учествуваат Основното училиште Раде Кратовче и Издруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани, како партнери од Република Македонија и партнерите од Република Бугарија, Општина Пазарџик, Основното училиште Свети Климент Охридски. Целта на проектот е со помош на современи и иновативни методи на ИКТ настава, учениците во основните училишта во Кочани, Република Македонија и Пазарџик, Република Бугарија, подобро да се запознаат со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност, заштита на животната средина и нивното значење. Целта на проектот е воспоставување на подобри врски и партнерства со Република Бугарија. Од она што треба да се сработи, досега е организирана средба и спроведена на 15 септември, значи на која што беше подпишан договор. На средбата учествуваа носителите на проектот заедно со директорот на училиштето, а следните чекори се средба која што ќе се одржи на 27 и 28 истиот месец, значи недела и понеделник, на која што средба значи ќе се запознаат подобро сите членови на тимовите како со проектот, така и со идните чекори.
Самото име на проектот "Растеме со природни ресурси" укажува на тоа дека целиот проект се однесува на здрава околина, на здрав начин на живење, и по повод, значи, истиот проект ќе се изработи приручник кој што ќе земе удел во секоја област од живењето. За таа цел, наставниците од Основното училиште Раде Кратовче од Кочани и Основното училиште Свети Климент Охридски од Пазарџик во рамките на проектот ќе бидат обучувани како во склоп на секојдневната настава по својот наставен предмет да ги запознаат учениците со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност и заштитата на животната средина, со примена на отворени едукацијски ресурси, алатки, како што се Web 2.0 алатките, Edmodo и други. Обучените наставници своето знаење треба да го пренесат на останатите наставници во училиштето и да го презентираат на завршните настани пред наставниците од останатите основни училишта во градовите Кочани и Пазарџик. Со проектот ќе бидат изработени и соодветни наставни помагала во вид на прирачници за начините и методите на искористување на споменатите алатки. Како дел од проектот, општините Кочани и Пазарџик ќе изработат стратегија за развој на соработката во образованието помеѓу училиштата од Кочани и Пазарџик. Вкупниот буџет на проектот изнесува 96.530 евра. Проектот се планира да заврши до септември 2017 година. И за крај информацијата од спортот. Македонските навивачи на германскиот фудбалски шампион Баерн Минхен во Кочани го организираа првото дружење годинава. На собирот заеднички го следеа настапот на својот миленик во рамки на првото коло во Европската лига на шампиони. Кочани беше прв домакин на македонските навивачи на германскиот фудбалски прволигаш Баерн Минхен на почетокот од овогодишната Европска лига на шампиони. Традиционалното дружење, што фановите како традиција го започнале минатата година, стартуваше со собир во трговскиот центар, каде по краткото освежување и пребројување на гостите, тие заминаа на браната градче. Таму заеднички го проследија телевизискиот пренос од надпреварот од првото коло, во кое нивниот миленик играше против грчкиот Олимпијакос во Атина. Во Кочани Баерн има верни фанови, на кои им припадна честа да бидат домакини на своите колеги од цела Македонија. За прв пат во Кочани организираме фан собир на сите навивачи на Баерн Минхен од цела Македонија. Значи, почната од ланската година да се собираат вакви собири, да се организираат во повеќе градови. Еви Кочани за прв пат е домакин на сите навивачи на Баерн Минхен. Еве како што можете да видите од снимките, имаме гости од повеќе градови, од Скопје, Битола, Свети Николе, Шти и многу други градови. Атмосферата е супер. Прво бевме соберени во самиот центар во градот, а гледаме тука на преубавата летна тераса на Еврохотел градче. Атмосферата е одлична, така да тоа е. Освен дружењето во Македонија, нашите навивачи на Баерн имаат и други активности, што се организираат во текот на целата година. Ова година почнуваме од Кочани. Значи, претходна година имавме различни градови како Охрид, Радовиш, Битола, Прилеп, Велес, Штип и традицијата ќе продолжи и понатаму. Не само значи фан собери, имаме и различни акции, значи направи на мајци на дуксерки. Имаме исто така и хуманитарни турнири кои организираме, испраќаме значи наши фанови во Минхен. Сега од оваа година јас водам тура на 22 играме против Волсбург, значи водам група од Македонија. Потоа на 3, 4 и 5 ноември имаме исто една група од 12 души, исто јас ги водам за Минхен, значи со авионски превоз, хотелско сместување и посета на Алијанс, како и на тренинг на Баерн Минхен. Задоволство од добро организираната средба во Кочани изразија навивачите што дојдоа од другите градови во државата. Доаѓаме во име на фан клубот од Охрид. Организацијата овде е супер. Многу добра организација, многу добро друштво. Многу бав помени, тоа е. Ние доаѓаме од Битола, сме присутни на сите собири што се организираат во склоп на фан клубот на Баерн Минхен низ Македонија. Негде групата брои од 800-850 членови, сме една од најорганизираните групи во Република Македонија. Имаме официјална фан страна пријавена во Минхен, во официјалниот клуб на Баерн Минхен на навивачи и таму се пријавуваме и се ги зачленуваме нашите членови.
Зачленувањето се врши преку интернет, а македонскиот фан клуб добива официјална потврда за секое поднесено барање, со што македонските симпатизери стануваат официјални членови на навивачкиот тим на германскиот шампион. Инаку, собирот во Кочани беше одлично организиран, а фановите на Бајерн си заминаа уште позадоволни, затоа што нивниот клуб забележа победа со резултатот 3:0 на гостувањето во Атина. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите. Повеќе информации имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.